Беше тоа на 28 март 1876 година, кога е роден Иван Анастасов, македонски револуционер, косторски војвода и член на Македонската револуционерна организација. Иван Атанасов е роден во Лабаница, Костурско. Учествувал во Илинденското востание како косторски и селски војвода. Се борел со турската војска во околината на неговото родно село. На 28 март 1926 година е роден Милош Константинов, македонски етнолог и историограф. По завршувањето на дипломските студии бил назначен за кустос во Народниот музеј во Битола. На тамошниот тек во кариерата го насочил врз работата во сферата на архивистиката. Својот зенит во овој период со звањето научен советник го постигнал во 1980 година. Службено бил пензиониран во 1984. Краток период пред неговата смрт ги публикувал неговите дела европејци, македонци и американци, австралијанци и океанци. Милош Константинов е носител на орден за храброст, добитник на плакетата на Сојузот на синдикатите на Југославија, добитник на 2 награди за наука и добитник е на поголем број благодарници и признанија. Беше тоа на 28 март 1965 година, кога е роден Јани Макрадули, македонски политичар. Завршил на електротехничкиот факултет во Скопје, а постдипломски студии во Белград и во 1994 година станал магистер. По завршувањето се вработил на електротехничкиот факултет, најпрвен како асистент, а од 2001 година станал шеф на лабораторијата при Институтот за компјутерска техника и информатика. Својата политичка кариера ја започнал во 1996 година, кога станал член на Советот на општината Центар од редовите на СДСМ. Во 2002 година бил избран за пратеник. По промена на власта во 2008 година станал потпредседател на Собранието на Република Македонија. На 28 март 1996 година Република Македонија и Република Никарагва воспоставиле дипломатски односи на амбасадорско ниво. Беше тоа на 28 март 1996 година, кога во Скопје започна со работа Македонската берза на долгорочни хартии од вредност, прв пазар на капитал во Република Македонија. На 28 март 2001 година почина Властимир Николовски, македонски композитор. По завршувањето на студиите во Белград, Николовски се вработил во Средното музичко училиште во Скопје, а потоа предавал на Педагошкиот факултет и на Високата музичка школа во Скопје. Тој бил музички уредник во Радио Скопје, председател на Сојузот на композиторите на Македонија и на Сојузот на композиторите на Југославија. Во 1981 година бил избран за редовен член на Македонската академија на науките и уметностите. Николовски бил еден од најплодните македонски автори на 20 век, со околу 140 творби за најразлични состави. Сепак, највисоките творечки дострели ги остварил на полето на хорската музика и во делата во кои доминира човечкиот глас. Исто така тој се занимавал и со публицистика, при што напишал на 30 статии во кои обработува проблеми главно сврзани со македонското музичко творештво. Беше тоа на 28 март 2001 година, кога кај селото Рамно, Танушевци, загинува капетанот Љупчо Мирчовски при налет на нагазна мина. На 28 март 2014 година починал Гавро Пановски јуноша, припадник на македонското национално ослободително и комунистичко движење и учесник во антифашистичката војна во Вардарскиот дел на Македонија. Бил роден на 6 јуни 1923 година во село Раково, Егејскиот дел на Македонија. Зимата 1942-43 бил на партиска работа во Егејскиот дел на Македонија, а пролета 1943 година се вклучил во партизанскиот одред Вичо на Грчката народно-ослободителна војска ЕЛАС. Учествувал во завршните операции за ослободување на Македонија. Бил носител на низа признанија, меѓу кои и партизанска поменица 1941 и орден за храброст.
Беше тоа на 28 март 2015 година, кога по долго боледување починал македонскиот писател Иван Василевски од Струмица. Роден бил во селото Босилово, Струмичка во 1947 година. Работел како новинар во Македонското радио и во Македонската информативна агенција. Беше член на Друштвото на писателите на Македонија, автор на книгите Привет во тишината, Црнорисци, Куќа над звездите, Заточени души, Утки, Наташа и други, како и на драмата Лоза и на повеќе монографски и медијавистички изданија. Добитник бил на високи книжевни признанија, меѓу кои и на Ацо Шопов, Григор Прличев и на наградата Диалог. 28 март е меѓународен ден на бабите.